Околу почетокот на учебната година највозбудени, а воедно и најзагрижени се родителите на првачињата. Традиционалната подготовка обично вклучува купување на ранец, школски прибори, тетрадки, но и нова облека и обувки, според можностите на семејствата. Сепак, психичката подготовка на детето е далеку поважна. Таа ќе ја намали неговата анксиозност, ќе овозможи лесен премин на новата развојна етапа од детството, но и ќе создаде индивидуа желна за усвојување на знаења. На детето нормално настанува еден нов период каде што предходно од една преголема грижа за него, од период каде што на безгрижност, на игра, на играчки, треба да го замени со период на книга, учење, обврски, одговорности и слично. Јас од искуство и вака со родители кога сме разговарали, најбитно е, значи, самиот почеток на училиштето да се свати како еден нормална фаза во развојот на детето, да немаме преголеми очекувања, да оставиме детето спонтано да го прифати училиштето и да го засака училиштето. Ние како возрастни, пред и родителите, ама и сите возрастни, треба да зборуваме позитивно за училиштето, дека таму има другари, дека таму ќе се учи нешто ново, дека е тоа ново искуство. Никако со оние реченици што кај нас се практикуваат во секојдневието, ќе видиш ти ќе почнеш во училиште, па ќе видиш таму учителката што ќе ти како вред ќе ти воведе. Детето тоа поинаку го сваќа и мисли дека во училиште нешто учителката прави. Значи треба да се каже дека во училиште ќе учи, ќе игра, ќе запознае нови другарчиња, ќе дознае нови искуства, дека тоа се ќе биде низ игра, низ дружење, низ песна, за да добие самото прваче представа дека училиштето е нешто убаво, дека таму има нови предизвици и нови искуства, дека ќе биде прифатено од другите другарчиња, од учителката, од сите. Психологот во основното училиште Андреа Савески Чичиш во Тетово Снежана Стојановска апелира до родителите никогаш да не користат заплашување кога му објаснуваат на своето дете што го чека во училишната клупа. Првите неколку месеци родителот најбитно е да обрне внимание на тие навики, на создавање на тие навики. Детето не може однад да ги свати тие навики. Значи треба упорност од наша страна и доследност од наша страна. Мислам на родителите. Значи легнување во толку, станување, секој различно, нека биде, ама нека се придржува кон тој ритам. Спремање за на училиште, што му е потребно на училиштето да го натераме сами да стави нешто во торбичката во ранецот. Не е грешка и да заборави детето. На грешките се учиме. Ако еднаш заборави, другиот пат ќе му скренеме внимание, па нема да го заборави. А не ние да ја преземеме улогата на детето и ние се да му го местиме, он да си биде наготово, па и доаѓаат во училиште, па мајка ми не ми стави тоа. Значи треба да знае дека обврската и одговорноста е негова. Таа одговорност и тоа градење на работни навики не е едноставен процес. Значи ние како возрастни треба да знаеме дека не е едноставен, дека треба упорност и време. Затоа реков и првите 3 месеци треба на тоа да се работи. Ако сгреши, ако заборави, се е тоа природно, не треба да се критикува. Па добро, сега си заборавил, нареден пат нема да внимавај да не заборавиш, а не одма како си заборавил, што си заборавил. И така, со критики, со негативен став, со негативна комуникација, никако. Тоа е почеток, мора со пофалба, па добро ти можеш подобро, никако нова не чини, него добро, може поинаку, може подобро, ќе биде, нели, натаму поуспешно, со работа може се да се постигне и така. И покрај желбите на родителите и трудот кој ќе го вложат за да детето брзо се адаптира на новата училишна средина, сепак постои можност да не оди се според планот. Некој дете го прифаќа веднаш училиштето со големо задоволство, се адаптира, се привикнува, некој дете потешко, многу му е тешка сепарацијата од родителот од претходниот, реков, период на детство. Тука треба па поголемо разбирање. Значи, не дека на детето нешто му фали, нека дека му е потребна таа поддршка, да биде сигурен дека родителите не го оставаат настрана, дека тоа е еден нормален период, дека сите деца поминуваат низ тоа. Родителите се разочаруваат зашто само моето дете или моите не сака да прифати.
Верувајте дека тука треба малку поголема доследност и упорност и разбирање од страна на родителот, секогаш да покаже дека детето му е на преден план, дека тоа е неговата најголема љубов, дека и тоа што оди во училиште за негово добро, дека тој е секогаш тука присутен да му помогне, ако треба и да одвои време да биде до вратата во училиштето, некогаш имаме потреба и првите недели и месец дена и родителот да седи со самото дете, тоа е, мислам, мора да се дозволи се во интерес на детето да биде сигурно, да ја стекне таа самодоверба во себе од почеток и да биде активен чинител во воспитно-образовниот процес. Според психологот Стојановска, родителот потребно е да биде смирен и толерантен на првиот училишен ден, за да му овозможи на своето дете позитивно искуство на почетокот на неговото образование.